Задолжувањето од милиарда евра со двете нови еврообврзници постепено ќе го стабилизира јавниот долг и ќе овозможи стабилност во сервисирање на обврските. Министерката Кочовска е задоволна што интересот од инвеститорите бил огромен. Понуда имало за 4 милиарди евра и затоа постигнатата камата е ниска. За првата, чиј рок на враќање е 4 години, каматата изнесува 3,87, додека за втората со рочност од 8 години 4,75%. Парите ќе се искористат за враќање стари долгови, кои годинава изнесуваат 1,5 милиарда евра. Имајќи ги предвид актуелното високо ниво на Еуриборот, овие услови представуваат најконкурентна цена на задолжувањето што државата ја има постигната во последните 2 децении. Во 2026 година вкупните обврски за отплата на домашниот и меѓународниот пазар изнесуваат околу 1 милиарда 563 милиони евра плюс обврзниците на домашниот пазар кои што заспеваат и се со рочност до 1 година. Во 2027 година 1 милиарда 579 милиони евра плюс повторно износот на државни харти од вредност кои доспеваат, или вкупно за 5 години, без оние кои што доспеваат вообичаено и се 12 месечни државни харти од вредност, вкупниот износ кој што доспева е 8 милиарди 804 милиони евра. За опозицијската СДСМ пак, задолжувањето е признание од власта дека државата нема пари за функционирање. Наместо да ја признаат дупката во буџетот, тие новото задолжување го објавуваат како успех на Министерството за финансии за пласирање на еврообврзниците и како триумф на економијата. Во моментот кога владата се фали со импресивната побарувачка од над 4 милиарди евра за 10-тата еврообврзница во износ од милиарда евра, вреди да се подсетиме дека ова не е приказна за успех, туку за нужда. Што тоа значи за граѓаните? Повеќе долгови значат поголеми камати, помалку средства за социјални програми, здравство и образование и поголем ризик од криза ако глобалните каматни стапки пораснат. Инаку министерката Кочовска вели дека вкупно за враќање на сите обврски годинава, вклучувајќи ги и 12-месечните државни записи, сумата ќе достигне 2,5 милиарди евра. Пари ќе се бараат на меѓународниот пазар, или со нова еврообврзница, или со кредит од странска банка, и тоа уште во првото 3 месече годинава. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.